Почитуван министер, уште еден одбит да избегнете конкретно од одговорот. Ве прашав кој ќе ја преземе одговорноста. Тоа е прашањето. Тоа е прашањето. Интрахоспитална инфекција. Срамно е да зборуваме за тоа. Вие тоа најдобро го знаете. Не враќа векови назад. И не сакам да зборувам воопшто не се согласувам дека исто со интрахоспиталните инфекции во породилиштата. Навистина не сакам да зборувам на таа тема, но во повеќе наврати вие, а и пратениците од мнозинството се фалите дека таа е намалена. Само јас, бидејќи ја познавам темата, ќе ве прашам, имате ли статистика, пошто зборувате за намалена смртност на новороденчиња? Тоа е на возраст до 28 дена. Но дали имате статистика колкава е смртноста на децата до 1 година? Дали таа е намалена? И каде е намалена? Дали само во породилиштата, а земајки ги во обзир вкупниот број на новородени деца? Навистина не сакам на оваа тема да зборувам, стварно е некоректно, но еве, и од овде, немојте тоа да го повикувате, пошто родители, граѓаните не слушаат. Дај Боже сите да ја намалиме смртноста на бебињата. Тоа е секако приоритет, не на некоја влада, туку на секој лекар. И затоа не сакам да зборувам на таа тема, но пак ќе ви повторам, да се случи интрахоспитална инфекција на оделение за возрастни, на ортопедија и да бидат заразени од хепатитис С 10 пациенти, тоа е срамно и мора некој да превземе одговорност. Најмалце што можевте да сторите е да поднесете кривична пријава против непознато лице. Па дека ја водите истрагата, да ја допрецизирате. Ви благодарам.